сакам да ве замолам, ако може да се исправите. Сакам за денес да го прочитам текстот, кој се наоѓа од посланието до Колосјаните, 3 глава, 1 до 14 стих. Значи, Колосјаните, 3 глава, 1 до 14, и тоа ќе биде продолжение на серијата проповеди која почнавме пред овој минатата недела. Значи, Колосјаните 3, 1 до 14, вели вака. И така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете на небесното, а не за земното. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Затоа, умртвете ги органите од земната природа во вас, односно, блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомството кое е идолопоклонство. Поради тие пороци доаѓа гневот Божи врз синовите на непослушноста, меѓу кои некогаш се движевте и вие, кога живеевте во тие пороци. А сега и вие отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, холењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден со друг, зашто веќе го соблековте стариот човек заедно со неговите дела и се облековте во новиот кој се обновува во познанието според образот на својот Создател. Тука нема повеќе ни елини, ни јудејци, ни обрезани, ни необрезани, ни варвари, ни скит, ни роб, ни слободен, а се и во се е Христос. И така, како избраници Божи, свети и возлюбени, облечете се во милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. А над сето тоа, облечете се во љубов, која се сврзува во совршенство. Амин. Може да седнете. Денес ја затвараме кратката серија која почнавме минатава недела. Насловот е Откако ќе поверуваш. И како што ви кажав минатиот пат и овој пат, овој наслов ми е инспирација од една книга која напиша N.T. Wright, теологот чии ресурси устари ги обработуваме на малите групи. Затоа што денес седите во овие редови и толку доброволно ме слушате како проповедам, предпоставам дека веќе верувате во откриениот Божи збор. И дека имало момент во вашиот живот кога свесно сте поверувале во пораката на Евангелието. И дека имало или во најмала рака тоа што филозофски се нарекува сте агностици, или например не знаете дали има или нема нешто, ама тука сте за да проверите што ќе каже проповедникот. Може и такви има помеѓу вас. Но затоа што седите тука има некаков интерес за вас, за Божиот збор. Предпоставувам дека сте тука затоа што сте поверувале нешто. Токму овие две недели зборувам за првиот чекор од многуте кои следат откако ќе поверувате. Откако ќе го направите тој прв чекор со Господ. Што практично значи дека за христијанот тоа значи дека тоа е со Господ. Тоа е тоа. Тргнува едно патешествие со Господ. Минатата недела откривме дека во општата Божја објава, ова е конкретната Божја објава, каде што Господ ни го дава неговиот збор. Општата Божја објава се наоѓа во целото создание. Можеме да ги видиме тие Божји трагови насекаде околу нас. Можеме да ги најдеме не само насекаде околу нас, туку и внатре во нас. Таа некој чувство за морал, за правда, за љубов. Таа е општата Божја објава која се пројавува во секој еден нас. Според таа општа Божја објава и според неговата благодат, можеме да ги приметиме трагите на Божјото делување и да ги откриеме неговите особини насекаде околу нас. Минатата недела зборував многу за Аристотел. Зборев за концептот кој тој ни го представува, кој се нарекува телос. Или телос е дефиницијата за телос е крајната цел на нештата. Која е крајната цел на нештата? Која е причината зашто нештото постои? Тоа е телос. Некој или нешто ја разбира својата вистинска вредност
и постоење тогаш кога ќе се разбере крајната цел зошто постои. Тоа е телос. Како во примерот на ножот што го дадов, само тоа ќе го кажам. Во описот на ножот, за што е нож, ние можеме да зборуваме за големината на ножот, тој е голем нож, мал нож, тоа е мало ножче или меч, појма немам. Можеме да зборуваме за големината, материјалите од кои е составен ножот, начинот на кој изгледа ножот, дали е двојно сечило, дали не е. Но се додека не кажеме дека ножот постои за да сече нешто, ние го немаме разбрано телосот, суштината на ножот, функцијата на ножот, крајната цел на ножот. Аристотел прашува, исто како и за ножот, која е крајната цел на човекот? Која е суштината на човекот? Кој е телос на човекот? Кој е телосот на човекот? Откривајќи го телосот на човекот, ние можеме да откриеме суштината за човечкото постоење. Можеме да разбереме зошто ние постоиме сега. Според Аристотел, човекот постои за да биде среќен. Тоа е неговата дефиниција. Човекот е создаден за да биде, или постои за да биде среќен. И тоа е прекрасен заклучок е тоа. Кој не ќе да биде среќен? Кој сака да биде тажен? Секој сака да биде среќен. Човекот е создаден или постои за да биде среќен. А како човекот вистински е среќен? Според Аристотел, човекот е вистински среќен само кога живее доблесен живот. Доблести. Кога живее доблесен живот. Според Аристотел, човекот кој не живее доблесен живот е несреќен без разлика на тоа што тој мисли за себе си. Може би некој каже, јас не живеам доблесен живот и многу сум среќен. Аристотел ќе каже, не си среќен затоа што не живееш доблесен живот, затоа што не ја исполнуваш функцијата зошто ти постоиш. Значи, човекот кој не живее доблесен живот е бетер од нож кој не може ни да сече. Затоа што ножот кој не сече не може да исполни својата крајна цел не по своја волја. А човекот кој не живее доблесен живот, не го живее тој живот по своја волја. Така да, судбината на човекот кој не живее доблесен живот е потажна отколку судбината на ножот кој не може да сече. Затоа што човекот според волјата одлучува да не живее исполнет доблесен живот. Тоа што го заклучивме минатава недела е дека Аристотел можеби не бил целосно во право, но не бил во криво. Тој отворил една врата преку која можеме да видиме дека Бог оставил своји отпечатоци, како што кажав, преку својата објава на секаде околу нас. Аристотел преку тој процес на размислување доаѓа до тие заклучоци кои можеби не се целосни, или барем начинот на кој предлага да се постигне таквиот живот е невозможен за човекот, бидејќи околностите според кои тој проценува дека тој живот може да се постигне се невозможни. Тој замислува една политичка структура на град, каде што човекот може во целост да го живее тој среќен живот. Да се оформат тие доблести, една околина во која тие доблести тој ќе може да ги практикува, да ги вежба, да носи такви одлуки за еден ден. Тие доблести да станат таков дел од него, што он веќе нема ни да размислува за тие доблести. Но за Аристотел вели, мора да има погодна околина за тие доблести да можат да излезат на површина и да се реализираат. Апостол Павле открива една друга димензија, димензија која му била сокриена на Аристотел. А тоа е дека навистина таквиот живот е возможен, но за таквиот живот потребна е сила од озгора. Едноставно, со наша сила тој живот не е возможен. Светиот Дух е клучот, е главната непозната во равенката која се состои. Аристотел не можел да ја реши, не бил во состојба да ја реши, затоа што ја нема таа важна бројка во равенката. Според апостол Павле, таквиот доблесен живот за кој пишува Аристотел е можен, но се раѓа како плод на Божјото делување во човекот. И наместо политички погодни надворешни околности, онака како што Аристотел ги замислувал, за тие доблести да се развијат, потребно е внатрешно духовно ново раѓање, за тие доблести во вид на плодови да израснат. Пристапот е различен, многу различен, суштински поразличен. Денес ќе зборуваме малку повеќе
на таа тема. Овој текстот што го прочитавме до сега, од Колосјаните 3 глава 1 до 14 стих. Апостол Павле има таму некои заповеди, да ги умртвиме нештата, да се облечеме нешто, па да облечеме нешто ново. Тие се заповеди кои апостол Павле ги даде. Тие се напишани во императивна форма. Значи дадени се како заповеди на црквата. Сакам да видиме или тие некои работи кои апостол Павле ги очекува од христијаните. Сакам првин да видиме како да не гледаме на тие работи. Како да не гледаме на овие правила, на овие заповеди кои апостол Павле ни ги дава. Овој текст кој изобилува со заповеди очигледно припаѓа во Павловиот дискурс за доблести. Павле многу зборува за доблести. Можеме да ги видиме од време на време каде тој зборува за таа работа. Тие доблести не смеат да бидат редуцирани на некаква христијанска се нарекува деонтологија. Христијанска деонтологија е некаква наука за потрага на нови правила. Нови правила или ревидирани правила и одговорности кои треба да ги примениме. Тоа е деонтологија. Бараме нови правила. Кои се сега како примерот за минатава недела што зборев за богатиот младич. Доаѓа кај Христос. Што го праша од Христос? Што треба да направам за да наследам вечен живот? Исус му кажува: почитувај го законот ово, ама јас се тоа правам. И после му вика: знаеш што, ти се тоа правиш, ама треба ти уствари да живееш радикално различен живот. Младечот што очекуваше? Тоа очекуваше уште едно правило. Или ревидирано правило. Тоа е деонтологија. Ги знам заповедите, ама нешто чувствам дека не се доволни. Молим те попрецизно кои беа правилата, за да знам како да го живеам животот. Тоа е христијанска деонтологија. Тоа што Павле ни го дава не е тоа. Или овој текст не смее да се сведе на некаков христијански утилитарианизам. Утилитарианизам, у стилот, ајде да видиме кои се нештата кои повеќето од нас ќе не прават најсретни и тие нешта да ги не правиме наши правила. Така во голема мера функционираат општествата во светот. Кои се некои најопштите добра кои нас повеќето нас не прават среќни и тие нешта ќе ги направиме закони и на тој начин ние го имаме совршеното општество. Поединци може нема да се согласуваат, ама тие се малку, тие не се ни важни. Тоа не е тоа што Павле го кажува. Уште помалку тоа што Павле го кажува не значи дека треба да се сведе на некој христијански романтицизам. Ќе кажеме што значи тоа. Тоа што Павле не се обидува овде е да ни каже сет на нови правила кои ќе ги наметне како да кажем, не покането, никој не го поканил Павле, он ни дава нови правила. Зошто тоа не го правиш? Има 10 Божи заповеди. Зошто не се нови? И арбитрарно тоа да го направи, да очекува ние тоа да го правиме. Тоа што исто така нема Павле намера да го прави е да ни каже што најголемот дел од нас ќе не направи среќни. Бидејќи Павле многу добро знае дека оттелотворениот живот со Христос честопати предизвикува страдање и маки. Ако некој поднал страдање и маки заради христијанскиот живот, тој е апостол Павле. Кога набројува листава, едно од овие нешта на мене да ми се случат, например каменување, ја не знам дали ќе преживеам. Павле преживел. Каменување, бродолом, го каснало змија, затвори. Какви све не работи тој преживел. Сега, ако Павле ви кажува некој како да кажем утилитарианизам за христијаните, нема логика затоа што тој тоа го проповеда, не му донело баш некоја среќа и мир. Тој прогонет за тоа што го верува. Така да не е ни тоа. Но Павле, од друга страна, тоа што не сака ние да го разбереме, сака да ни каже дека ќе мора да ги отстраниме тие соништа кои доаѓаат од христијанскиот романтицизам. Дека веднаш кога ќе станеме христијани, некои работи природно ќе ни дојдат да ги правиме. Без размислување, без труд, без морален напор. Понекогаш ние живееме во еден таков христијански романтицизам. Веруваме дека ако ние само поверуваме, после секи ни тргне на добро. И тие некои работи, како што се да кажеме љубов за ближниот, тие треба природно да течат преку нас. Затоа што ако ги сфорсираме, тоа не е автентично, не е добро христијанството. Не. Тоа што е важно и што треба да го разбереме е дека образување или оформување на карактерот денес
според образот кој се очекува и се антиципира од иднината која ни е ветена. Тоа е нашата работа. Оформување и образување на карактерот денес, кој во конечност и во целост ќе се реализира еден ден со конечното доаѓање на Божјото царство. Тоа што денес ние се наоѓаме во паднатиот свет, тоа не е изговор да живееме како што на нас ќе ни текне. Тоа сака апостол Павле да каже. Ние сме повикани денес да го образуваме и оформуваме карактерот кој допрова во целост ќе стане нашиот живот. Идното доба, времето кое доаѓа ја открива нашата крајна цел. И затоа сега работиме напорно, постанувајќи луѓе кои сме предодредени да бидеме. Денес вложуваме труд за луѓето кои ќе бидеме утре. Вели апостол Павле првиот и вториот стих. И така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барајте го она што е, каде? Горе. Каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Повторно јас почнувам тука со како не треба да размислуваме. Ќе дојдеме до тоа како треба, ама први мора да го отпакуваме текстот како не треба да размислуваме. Она што е горно, горе, горното, небесното, наспроти земното. Очигледно дека се открива тука некоја дихотомија. Некои две сфери од кои апостол Павле не поикува да се отстраниме, а во која да влеземе. Повеќе вековното погрешно толкување на оваа дихотомија придонесува текстот да го читаме малку нејасно. Знаете, не е можно да пристапиме на текст без предпоставки, без некое предзнаење со кое ние доаѓаме на текстот. Не постои таква работа. Објективно пристапување на текст не постои. Сите ние имаме субјективен пристап на текстот. Субјективното мислење кое ние го имаме, нашето мислење, се оформило од образованието, од тоа што сме го слушнале, дома што сме го виделе, тоа што сме го читале наоколу. Сето тоа што на нас не изградило, тоа нас не прави субјективни, такви какви што сме. И тоа нема ништо погрешно во таа работа. Никој од нас не е во можност да биде објективен. Не е можно. Но и дори тоа што сме субјективни, за тоа што сме субјективни, треба до одредена мера да бидеме свесни во кои работи сме субјективни. И дали тоа што текстот го кажува, како ние го толкуваме во главата, е она што текстот уствари го зборува. Што не треба да видиме тука? Повеќе вековното погрешно толкување на оваа дихотомија придонесува текстот да го читаме на малку нејасен начин. Придонесува да имаме погрешна слика за небесното и земното, како духовното и телесното, како небесното, духовното е добро, а земното, телесното е лошо. Прилика таа дихотомија е најчестата грешка во црквата. Можеби вие немате таа гледна точка, и тоа е за огромен благослов на вас, но обично во црквениот свет небесното, духовното е добро, а земното и телесното е лошо. Тука апостол Павле представува некаква дихотомија, но и тоа мора да се разбере во еден вистински контекст. Затоа што нешто е духовно, не значи дека е добро. Разбирате? Според листата која апостол Павле ни ја дава подоле во текстот, и која листа е плод и резултат на земното и телесното, спаѓаат некои работи кои се многу духовни. Во тие некои во таа лошата листа, во листата која не смее да биде дел од нас. Лесно ќе биде ако апостол Павле на листата се задржал на блудот, страста, алчноста. Тие се некои работи кои се буквално во телото се отелотворуваат. Например, блудот, страста, алчноста. Тие веднаш си зазимаат своја форма во телесното кај нас. Но на листата стојат и лутината, кој може да се отвори, ама не мора. Клеветењето, тоа не е некоја телесна работа. Клеветење, тоа е муабет праење. Озборувањето или лажењето, тоа е многу духовна работа. Нема ништо телесно ништо не манифестираме преку тоа. Овие нешта всушност можат и се практикуваат и од безтелесните духови, кои во суштина нас не лажат цело време. Така да, тоа значи дека дихотомијата и поделбата за која апостол Павле ни зборува,
е малку поразлична и не е толку очигледна и едноставна. Или барем не е во таа дефиниција во која честопати ние ја разбираме. Апостол Павле им кажал на христијаните сега и овде да го развијат карактерот, кој во целост ќе го отелотвори животот на идното време. Тој е живот кој доаѓа од горе. Тој е небесниот живот, живот кој сега и овде преку оформување на нашиот карактер го дава предвкусот на небото и на духовниот живот овде на земјата и во тело. На некој начин апостол Павле ги спојува тие небесното и земното, тоест телесното и духовното, што неминуно значи дека небесното е духовно, а телесното е земно. Тие се две различни категории кои се испреплетуваат. Некои духовни работи се многу земни, а некои телесни работи се многу духовни, многу небесни. Со други зборови, некои практики во телото кои ги имаме се многу земни практики, но некои практики во телото кои ги имаме се многу небесни практики. Некои практики во телото кои ги имаме се многу земни, некои практики во телото кои ги имаме се многу небесни. Сакам да ја раздвоиме таа дихотомија едно од друго. И како да го направиме тоа? Зборам за христијанскиот карактер, кој не вклучува нас во целост. Го вклучува нашиот дух, нашиот ум, но го вклучува и нашето тело. Не вклучува нас во целост како личности. За вистински христијанскиот карактер да се оформи, го вклучува целиот живот, активноста на целиот живот кој го имаме. Тоа е животот според принципот, во тоа не поика апостол Павле. Во животот според принципот на небото каде Бог владее, а не според принципот на земјата каде земјот владетел се уште искушува. Кога апостол Павле зборува за небесното и за земното, тој мисли на тоа. Кој не поикува да го насочиме нашиот ум на небесното, тој не насочува да го насочиме нашиот ум на принципот на владење на кој нашиот небесен татко владее на небото, а да се отстраниме од земното, од принципот на владење на кој владетелот на овој свет се уште искушува. Но тоа не вклучува нас во целост. Како да го направиме тоа? Како да живееме ние еден таков живот? Според принципот на небесното владење на таткото. Апостол Павле почнува вака. Затоа, 5 стих, умртвете ги вашите членови од телото за земната природа во вас. Блудот, нечистотијата, страста, лошата желба и алчноста, кој идолопоклонство. Умртвете. За да научиш нешто ново, треба да одучиш нешто старо. Барам збор кој ќе биде спротивно од научување, не знам. И од тоа збора што ми излезе беше да одучиш нешто старо или да заборавиш нешто што веќе го знаеш. Една од тие работи кои мене визуално многу ми зборуваат, има една слика, ако може да се стави само таму Илија. Ако може да пуштиш таа слика, само има една ставена мислам таму со ноти. Еве за Елиза песната. Ја знаете за Елиза? Ај ќе ви сега, може ли? Треба да го вклучиш пејалцем. А, исклучено е? Ако не можеш да го вклучиш. Да видите како звучи Елиза, за Елиза. Може ли? Мислам да пише наклучено. Или свади го кабелот доле само. Окей. На аудиокартица. Може? Има ефект. Бетовен ја пишува за Елиза, има една прекрасна приказна. Устави кога Бетовен ја напишал за Елиза, си ја напишал како што треба. Ама кога јас учев како мал ноти и кога бев на музичка, јас слушав многу работи по слух. Ќе слушнам песната, ќе седам на клавирот и ќе ја повторам онака како што мене ми звучи негово. Проблемот е што кога тоа ќе го направите,
И кога го правев тоа, јас се учев песната криво. И ќе ја научам криво. Тоа е тоа. И после кога ќе седнам да ја научам според ноти, ми беше многу тешко. Всушност, јас требаше да тргнам по принципот да го умртвам тоа што веќе сум го заборавил. Да таа некоја техника што веќе сум ја аплицирал на оваа песна. Посебно се работи за прсторедот, овие се гледате овие бројките над нотите. Ова ви кажува со кој прст која нота треба да се свири. Ако тоа не го отсвирите така по овие ноти, онака како што композиторот го има замислено, вие таа песна нема да може да отсвирите како што треба. Нема да звучи така. Нема да го има тоа течение, нема да го има тој нагласок, таа естетика и убавина нема да има песната. Затоа композиторот кога ја пишал со прстите. Ако ја научиш оваа песна со други прсти, вие не сте свесни кој процес треба да го помине човек за само да ја отсвири со правилните прсти. Затоа што прстите имаат своја меморија, знаете, мускулна меморија која се научи. Или на пример ако играте тенис. Јас не играм тенис, но тоа што го слушам дека ако научиш тенис да играш криво, со крива техника, после тоа треба навистина да се одучиш од она што си го научил сам, за да научиш нова техника, за да можеш да ја поставиш раката како што треба. Јас слушав една приказна за еден наш професор по виолина кога отишол на специализација во Русија. Тоа беше муавец, не знам дали е точен. Првата година на специализација му забраниле да свири виолина. Цела година. Без жици. Без жици. За да може правилно да ја постави раката и за да може да има добра техника. И тој бил веќе професор. Но за да дојде до специализација, морал нешто да одучи, за нешто ново да научи. 3 до 10 пати поголем напор да се одвикнеш од нешто. Веројатно. Најголем проблем се случува кога ќе се научи нешто погрешно први. Тука доаѓаме до таа дефиниција за најголемата доблест на нашата генерација. Еве да кажеме, најголемата доблест која нашата генерација смета како доблест е автентичноста. Од времето на романтицизмот до денес да се биде автентичен е најважната работа, да се биде оригинален. Потоа сите купнеме, знаете, као тинејџер, сите сакаме да сме оригинални. Ги сакаме овие патики кои се рекламира за да бидеме оригинални, без разлика на тоа што си ги купуваат. Ама овие патики ме прават мене оригинален. Да се биде автентичен ги засенува сите останати доблести. На некој начин ги става во категорија на вештачки, затоа што не се автентични. Дефиницијата за автентичност е некаква оригиналност која извира од секој од нас без некаков напор или вежбање. Ако за нешто ставиме напор или нешто вежбаме за да извадиме од нас, тоа е вештачки. Тоа не е автентично. Тоа не е органски. Не излегува од нас органски. Излегува вештачки. За вистинска автентичност да се манифестира, очекуваме тоа да се случи под вистинските околности, кога човекот не е изфорсиран и кога е наполно слободен од сите влијанија надворешни, но и внатрешни. Кога некој ќе направи нешто добро за тебе, а ти знаеш дека му било кажано тоа да го направи, или се дисциплинирал и исконтролирал за нешто добро да направи за тебе, тоа се вреднува многу помалку, отколку некој импулсивно нешто добро да направи за тебе. Така ли? Овој, без да размисли, скокна и направи нешто добро за мене. А овој што размислил и вежбал и направил нешто добро за мене, овој не е автентичен, овој не е оригинален, не го прави тоа од срце. Тоа е автентично и оригинално без присила. За нашата генерација тоа е вистински израз на љубовта. Но јас сакам да прашам дали можеме ние да се потпреме на нашата импулсивност? Дали можеме да ја веруваме на нашата импулсивност? Во сите моменти во животот. Дали можеме да имаме сигурност дека нашата автентичност според тој модел од нас ќе произведе личност со сите останати доблести по кои сме жедни и по кои светот е жеден? Дали можеме да се потпреме на нашата импулсивност? Јас мислам дека за вистински да го разбереме овој текст овде, треба први нешто да одучиме, однаучиме, од она што сме го прифатили како основна вистина, која всушност е перцепција и наследство од филозофскиот развој на западниот свет.
Автентичноста и оригиналноста според таа дефиниција го носат светот во кој ние денес живееме. Ако импулсивната автентичност е највисоката мерка за доблест, тогаш сите останати околу нас се во право која ќе ни кажат дека да се забрани некое однесување кое не е соодветно и да им се забрани на нив да бидат личности онакви како што тие сакаат да бидат, бидејќи нивните основни импулси, какви и на нас да не изгледаат, се импулси на оригиналност и автентичност на нивната личност, и да се забранат одредени импулси, значи да се забранат тие како личности. И доаѓаме до целата идеологија на идентитетот. Кога ќе кажеме ова е добро, ова е лошо, знаете како го слушаат овие луѓе? Овој не ми дозволува да бидам личност. Овој не ми дозволува да бидам човек. Затоа што импулсивноста е највисоката доблест која ние ја цениме како генерација. Импулсивност. Така да моите импулси сум јас во конечност. Точка. Ако некој ги забрани моите импулси, ме забранува мене како личност. Тоа што јас го тврдам дека сум, тоа сум јас. Тоа сум вистинскиот јас. Тоа сум автентичниот јас. Нека и секој се манифестира таа идеологија во таа крајна форма, да кажеме, но повеќето го имаме истиот систем на вредности. Лекот е, како што кажав, ќе го повторам тоа, да се однаучи нешто што сме го научиле криво, за да можеме да го научиме правилно она што е правилно. Процесот за нешто да се однаучи според апостол Павле е умртвување. Умртвување, тоа е многу остар збор. Мислам дека поостро нешто не постои, да се умртви нешто. Апостол Павле знае дека да се додаде нешто не е доволно. Прво нешто мора да умре во нас, за да може нешто друго да живее во нас. Тоа што е важно да се разбере овде е дека ништо од тоа нема да дојде природно. Ако ги читаме тие доблести за кои апостол Павле зборува, тоа што треба да го слушаме е дека ништо од тоа што апостол Павле го зборува нема да дојде природно кај нас. Со чиста мира, едноставно ни доаѓа. Дури за христијанин, тоа никако нема да дојде природно. Павле не ги штеди овие зборови и да каже, например, па може да пробајте вака. Може би вака ќе ви биде подобро. Или обидете се на следниот начин. Тој вели, умртвете. Ако вие не ги убиете тие нешта во вас, тие вас ќе ве убијат. Шестиот стих вели вака, поради нив доаѓа Божјиот гнев врз синовите на непослушноста. Што тоа значи? Тоа не значи дека Бог ќе прати некој гром од небо да ве убие. Барем јас така на почеток се плача. Ако направам нешто лошо, одма го чувствувам Бог дека е гневен и он гром од небото, тоа ќе ме пепоса. Тоа е тоа. Тоа не значи дека нешто такво ќе се случи. Ниту ќе прати некаква тиранија за да ни ја убие забавата или ќе не казни ако се испонашаме како што не треба. Се работи за тоа дека таквиот животен стил кој е опишан овде во овие стихови, кој треба да го соблечеме или да го умртвиме. Таквиот животен стил неминовно води во корупција, распаѓање и смрт. Во суштина, настрана и подалеко од неговото ново создание, каде небото и земјата се спојуваат како резултат на воскресението. Тоа што апостол Павле сада да каже, овие работи кои ви кажувам, тоа е патот на уништувањето. Тоа е патот по кој одите во смрт. Тој неминовно завршува таму. А како да продолжиме? Апостол Павле вели вака во 12-13 стих. И така, како свети и возлюбени Божји избраници, облечете се во милосрдност, доброта, смирено мудрие, кротост и долготрпеливост, трпејќи се еден со друг и простувајќи си ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така простувајте и вие. Облечете. Со други зборови, не доаѓа автоматски. Ако треба нешто да облечеме, значи не доаѓа автоматски. За разлика од животните кои не носат облика, ние носиме облика. Секој сабајле одлучуваме што ќе облечеме, што ќе носиме. Јас понекогаш
барам помош од мојата сопруга што ќе облечам. Ма јас одлучувам на крајот на денот, јас одлучувам што ќе облечам и што ќе носам. Истата така. Истата метафора апостол Павле ја користи овде да покаже дека ништо од тоа што е наброено горе, како христијански карактер, не се случува автоматски, туку се темели на одлуки кои ние ги носиме секојдневно. На друго место ќе го нарече тој христијански карактер како плод на духот. Во Галатјаните 5 глава 22 и 23 стихи вели вака, а плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против такви нема закон. Кога ќе размислам за плодот, како доаѓаме до некаков плод, обично го давам тој пример јас. Како доаѓаме до јаболко? Во денешно време одиш во рамстор и си купуваш, или на пазар. Но како тоа јаболко станало јаболко? Се почнува од една семка, која треба да рди полека, па треба да се засади во мала саксија, тоа мало стебленце треба да расте, треба да го одгледуваш, треба да се грижи за тоа стебленце, ќе го насадиш, ќе расте и ќе го наводнуваш, ќе го наѓубруваш, ќе го штитиш и за после некоја година да порасне во дрво и после неколку сезони да го даде првото јаболко. Така доаѓаме до плод на духот. Кога апостол Павле вели, ова е плод на духот, христијанскиот карактер е плод на духот, тој мисли баш за таква работа. Во контекст на христијанскиот карактер, во голема мера, како што овој плод, во голема мера, борбата и трудот за тој плод се сведува на секојдневни мали одлуки кои јас и ти ги носиме, посебно тогаш кога никој не гледа. Така се формира христијанскиот карактер, на посебни мали секојдневни одлуки во вистинскиот правец. Има еден пример кој се вика, не знам дали сте го гледале филмот Сали. Сте го гледале? Капетанот, пилотот Саленбергер, кој го слетува авионот во реката Хадсон во Њујорк. Тоа мислам дека беше 2009 година, не знам кога беше тоа. Тоа се нарекува чудото на реката Хадсон. Авионот полетува за време на Божи било тоа или не знам кога било тоа. И на мала висина јато гуски ги уништуваат двата мотори на авионот. Нема доволно висина да се врати на ниеден од можните аеродроми кои биле достапни. А пилотот, капетанот Саленбергер, или Сали како што бил познат, одлучува да го слета авионот во река. По зборовите на човекот од таа кулата на комуникација, кога Сали му јавил, окей, ќе го слетам авионот во река, тој веднаш ги повикал сите можни служби за спасување на луѓе, но знаел дека тоа обично кога капетан кажува слетуваме во река, тоа значи катастрофа. Тоа значи жртви, веројатно сите, ако има некој чудо, некој ќе преживее, но слетување на авион во вода е како на бетон да слетуваш. Барем така слушам. По зборовите на човекот од таа кола, тој веќе се спремал за катастрофа и смрт за сите во овој инцидент. Но тоа што тие не го знаеле е кој всушност бил Сали, капетанот Саленбергер. Кој бил Сали? Сали бил инструктор по едриличарство. Тој цел живот бил едриличар. Тој знаел како да управува со авион или со објект кој лета или како се тоа. Без моторно, е така. Знаел како да управува и знаел како тоа добро да го прави. Сали уствари бил долгогодишен инструктор и во моменти кога тоа било најпотребно, таа втора природа на Сали активира сет на одлуки кои ќе донесат резултат за живот или смрт во овој момент. Доколку Сали земал да чита овој прирачникот, да го чита што се прави во такви ситуации, тој некаде на 65-та страна за читање ќе удрил во некоја зграда во Њујорк. Отприлика тоа ќе се случило. Но Сали, затоа што донел ни животот 1000 мали одлуки во вистинската насока, тогаш кога било најмногу потребно, се активира таа втора природа за тој да може авионот да го слета во реката Хадсон и да ги спаси сите тие 155 луѓе во авионот.
Тогаш кога најмногу требало. Како со нека втора природа, Сали носи одлуки кои на крајот носат живот. На сличен начин, секојдневните навидом незначителни одлуки кои ги носиме преку, кои ги отворуваме овде и сега христијанскиот карактер, кој во целост ќе се реализира во идното време, тогаш кога е најмногу потребно, ќе донесе спасение и на нас, и на луѓето околу нас. Тогаш кога е најмногу потребно. И апостол Павле пишува во 14 стих: а над сето тоа, облечете се во љубовта која е врска на совршенството. Знаете, откако ќе поверуваш, тоа е патешествието низ кое Господ секој еден од нас не повикува. 1000 мали одлуки во вистинската насока, која во нас го града христијанскиот карактер, кој во одредено време, во вистинското време, ќе го даде својот плод. На крај, облечете се во љубовта која е врска на совршенство. Љубов. Повторно. Љубовта во контекст на она што ние го облекуваме, а не нешто што автентично треба од чиста мира да произлезе од нас. Разбирате? Тоа е нешто кое ние го одлучуваме. Каква е Христовата визија за светот? Каква визија има Христос за светот? Христијанскиот карактер има клучна мисиска улога. Ефектот на христијанскиот карактер е надежта за овој свет. Има премногу видеа на интернет кои предизвикуваат топлина во душата. Често пати тие видеа се насловуваат враќање на верата во човештвото. Сте гледали тие видеа? Има такви видеа кога некои луѓе од чиста мира прават некои добрини за други луѓе, ги пуштате тие видеа за онака да ви бидат топла на душава. И гледате сите тие црни вести и само пуштате вакви видеа и гледате како луѓето уствари може да бидат добри. И тоа е враќање на вербата во човештвото. Тие се видеа кои содржат такви добри дела. Тоа е восхит кој се манифестира во нас, само открива еден длабок копнеш по нешто што сме го изгубиле. Само тоа го открива. И тоа сме го изгубиле уште од времето на падот во грев. Христијанскиот карактер е видливата надеж за овој свет, како за оној кој е следбеник Христов, но и сведоштво и восхит за оние кои се уште не се Христови следбеници. Христијанскиот карактер е веројатно најмисискиот израз на црквата, највидливиот израз на црквената мисија во овој свет. Црквата вистински е во мисија кој карактерот нејзин е видлив. Не збориме за некои абстрактни концепти, што веруваме или не знам што знаеме, кој повеќе знае, кој повеќе прочитал. Кога христијанинот го живее петото евангелие, тоа е видливо. Тоа е најсилната мисија која црквата може да има во овој свет. Ни една дебата тоа не може да го покрие, ни едно знаење, ни една мудрост, како што вика апостол Павле, ако љубов немам, сум ништо. Црквата го трансформира вистински светот, тогаш кога карактерот е изграден. Човекот вистински ја постигнува својата крајна цел, еве да дојдеме до овие термини повторно, кога преку својот карактер владее со светот како што треба, владее со себе, но и владее со светот како што треба. Христијанинот неуморно работи на карактерот, затоа што има, знаете ли што има христијанинот? Христијанинот има надеж. Затоа неуморно работи на карактерот. Затоа што има надеж. Имаме внатрешно уверение кога чувствуваме дека Светиот Дух во нас ни дава сила за нешта за кои порано не сме имале сила. И тоа се случува. Кога ќе тренуваме по тој отпомог со Бог, сваќаме дека во некои моменти, таму каде што порано сме немале сила, сега имаме сила да ги правиме некои од тие работи. Светиот Дух ни дава сила. Но тој ни дава и надеж дека секое вложување на сега и овде не е залудно, туку Бог го користи за обнова на светот во кој ние живееме. А како изгледа овој живот? Видете како апостол Павле го завршува овој дел на доблести во Колосјаните. И многу слично звучи како последниот стих кој го прочитав минатиот пат. Вели вака: и во вашите срца нека завладе 15 до 18 стих.
И во вашите срца нека завладее мирот Божи, кон кого и сте повикани во едно тело. И бидете благодарни. Еве благодарноста повторно се појавува. Како еден противотров на грижите кои ги имаме во светот. Христовото слово изобилно нека се всели во вас во секоја мудрост, учејќи се и советувајќи се меѓусебно со псалми и химни и со духовни песни. Пејќи му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите со збор или со дело, се нека биде во името на Господ Исус, благодарејќи му преку него на Бога и Отецот. Тоа навистина звучи надежно. Исто како и во Ефесијаните и минатиот пат, така и овде некако животот со Христос се прелева во една животна песна, во која ние се радуваме, во едно животно славење, надеж која не може ништо да ја угаси. Христијанската надеж. И тоа некој поттик за нас ни е неуморно да го градиме христијанскиот карактер, без разлика на тоа како светот го гледа во тој момент или како го перцепира во тој момент. Христијанската надеж е еден поттик за нас да неуморно градиме, да го градиме христијанскиот карактер, знаејќи дека ништо што имаме изградено во Господа нема да биде залудно, нема да биде изгубено. И за крај, сакам да прочитам еден текст од К.С. Луис, кој зборува многу за христијанската надеж. Слушнете го ова. Слушнете овој текст. Завршувам многу убаво. Надежта е една од теолошките доблести. Надежта исто така е доблест. Таа е теолошка доблест, но е доблест. Постојано размислување за вечноста не е бегство од реалноста, како што сметаат некои наши современици. Туку е една од функциите која што христијаните треба да ја реализираат. Тоа не значи дека не треба да сме загрижени за состојбата на современиот свет. Читајќи историјата, ќе забележите дека токму христијаните, кои што дале драгоцен придонес за развојот на нашиот денешен свет, повеќе од другите размислувале за идниот свет. Апостолите, кои што ја поставиле основата за ширењето на христијанството во Римското царство, големите луѓе кои што ја создале културата во средниот век, англиските евангелисти кои што ја укинале трговијата со робови, сите тие оставиле трага на земјата токму затоа што нивниот ум бил преокупиран со мислите за небото. Соодветно на мерата според која христијаните се помалку размислувале за оној свет, слабеело нивното влијание на состојбата на нештата во овој свет. Слушайте го ова. Ако целта ви е небото, ќе ја најдете и земјата. Ако целта ви е земјата, нема да го најдете ниту едното, ниту другото. Амин. Амин. Хај се молиме за крај. Татко наш небесен, ни повикуваш да размислуваме за небесното. Да, Господи Боже мој, изворот на нашиот овдешен земен живот го црпиме токму од Тебе, Ти кој си изворот на животот, Ти кој се наоѓаш на небесата. Татко мој небесен, преку таа сила ја заверувам дека Ти имаш потенцијал да го обновиш цело општество, Господи. Само доколку Твојот народ размислува за небесното. Само доколку Твојот народ ја црпи силата за сега овде од Тебе, Господи. Боже мој, помогни ни да ги умртвиме нештава кои се од оваа земја, според принципот на земното. Помогни ни да ги умртвиме тие нешта, да ги соблечеме, да ги соблечеме тие алишта од нас, Господи Боже мој. И да ги земеме новите чисти алишта кои Ти ни ги даваш, Господи, по Твојата благодат. Да го облечеме животот во кој Ти не повикуваш, Господи. Да ја црпиме таа сила, Господи, од Тебе за животот во кој Ти не повикуваш сега и овде. Татко мој, тоа пред се го правиме преку оформување на христијанскиот карактер. Боже мој, нешто во кое Ти заедно напојкуваш со Тебе, Свети Душе, да работиме на нас. Да го оформиме тој карактер, да, Господи, бидеме петото Евангелие, каде и да одиме, луѓето да Те видат Тебе
и Твојата преобразувачка моќ во нас со потенцијал да го преобрази целото општество. Се предаваме, Господи, во Твоите раце и веруваме дека Ти ќе не водиш по тој пат верно до самиот крај. Амин.